тука и што ќе застапувам Македонија и македонските иселеници. Добро, ајде најнапред тебе, бидејќи прв пат сте на македонската радио програма и прв пат имаме човек од левица на македонската радио програма, па и на социјалните мрежи. Верувам дека оние кои ме следат и на социјалните мрежи и на македонската радио програма ќе се интересираат, живо се интересираат што за прв пат ние ќе откриеме преку вашиот разговор. Најнапред, Живанка, збор два, кажете ни за вас, за вашата лична карта. Епа вака, јас на мојата 21 година заминав од Македонија. Од добро општа позната причина, кој што многу млади се иселуваа на времето и можам да нагласам дека се уште. Значи, пропаш на врати за да стигнеш до работно место, за кое што си учил најверојатно и секогаш го добиваш истиот одговор. Значи, вие треба да имате партиска книшка, да лобирате за партија, добро познато делење флаери и така натаму, да собираме гласови за партиите кои што се уште се присутни во Македонија. И мене тоа воопшто не ми се допаѓаше како пристап, затоа што јас сепак сметам дека човекот кој што ќе го вработите, треба да го вработите заради тоа што мислите дека ќе биде од придонес во вашата фирма. И со такво разочарување заминав од Македонија, значи бев ван Македонија 14 години и за чиста среќа пред една година бев запознаена со левица. Можам да кажам дека јас левица не ја доживам како партија, затоа што кога стануваш дел од левица, го нема она, како што напоменав, добро познатото, делиш флаери, бараш гласови, лобираш за нас. Не, и ќе те ставиме на функција, нели, резултат на тоа. Јас левица сметам како семејство, значи семејство кое што расте од љубов спрема државата, спрема Македонија. Значи, ние не бараме поддршка, значи левица како партија не бара поддршка за и гласови за функции и за работни места. Значи, ние сакаме Македонија да се ги чува децата. Која е вашата програма на левица? Значи, левица сака да се ги чува децата дома, да не го бараат чарета надвор од Македонија, затоа што сме сведоци дека многу луѓе се иселуваат и тоа не е во ред. Ние имаме, Македонија има, сигурна сум дека може сите да ни ги задоволи нашите потреби во врска со вработување, но нажалост пристапот на ова и претходната влада не е таков и затоа мислам дека луѓето се иселуваат премногу, во голем број и затоа мислам дека левица постана една од најбрзо растечката партија моментално во Балканот и широко во Европа. Значи, луѓето не застануваат и прашуваат, значи, како вие како партија можете да помогнете и како ние можеме да ви помогнеме. Се уште владее тој страф дека од другите две владеачки партии, но можам да нагласам дека ние како левица, како партија, го имаме тој пристап на семејство. Значи, ние сакаме да дојдете кај нас, да дојдете со нас заради Македонија. Значи, за да го... Да. За да ја направиме Македонија како што треба да биде. Наша. Не да ја распродаваме, не да си одиме, пустош не сакаме. Значи, го сакаме она нашето, живото, црвеното, жолтото, она што сме познати по светот. Значи, рековте дека е најбрзо растечка политичка партија. Да. На што се должи тоа? Врз основа на што? На она што го исполнувате кај македонците, македонскиот народ, сакам да кажам, ние сме
огорчени на зборот граѓани и не го употребуваме. Кај македонскиот народ, мислам ги исполнувате тие барања што најмногу или најбрзо растите. Во што се каде беше клучот на она што еве освоивте 2 пратеника, па сега веројатно испрема оние анкети се претпоставува да имате над 7 или до 10, веројатно може и 15 да имате, ако ја продолжите вака. Се надеваме. Да. Епа, клучот, искрено ќе ви кажам, од моја гледна точка, е транспарентноста и вистината. Значи, ние, кога професорот и пратеник Димитар Апасиев и пратеникот Крмов, кога ќе излезат, можете да видите во нивните говори на говорница дека тие не се спремаат, значи не е тоа диктирано, тоа доаѓа, значи тоа е револтот на македонскиот народ, она што на нас ни фали, ние го слушаме и го добиваме тоа преку нив. Сега, кога веќе следните избори ќе се тука, да се покажеме дека можеме уште повеќе, за да можеме, знаете, да им го реметиме мирот и во собрање и да постигнеме нешто ептен, знаете, баш за македонскиот народ, значи да направиме ептен поголема промена. Вака, гледате, се предложуваат амандмани, значи пратениците на левица сакаат да го достигнат тоа што македонскиот народ го бара, но, нажалост, двете други политички партии играат други игри, по други диригенти, инвитации, така да... Па да, не би ги опишала подобро, да. Или би ги опишала како оние роботи програмирани, жолто, зелено, се извинувам, црвено, зелено, црвено, зелено. Не се чита ништо воопшто за што гласат и како гласат. Значи, тие воопшто не го презентираат гласот на народот. Тие го презентираат оно што нивната политичка партија им е диригирано да го презентираат. И толку. Повеќе околу тоа. Сакам да ви кажам дека драгом ви е што прифативте да зборувате за македонските работи. Еве јас ги канам од ВМРО да бидат гости на мојата програма, меѓутоа одбиваат. Од кои причини не знам, а од СДС знаете, тие нивниот став е уште попредавнички, се плашат, не доаѓаат, па ниту па соработуваат со диаспората. Вие спомнавте дека сте новинар, а исто така спомнавте дека сте одговорна или за соработка модератор, да. Модератор со иселениците. Иселеници, да. И овде сакав малку да спомнев она кога спомнавте дека зборуваат Оттуша, Крмов и Апасиев. Да, тоа се гледа. Често пати бевме сведоци наназад кога им беше напишано, па не знаеа да прочитаат овие пратениците. Се уште го има тоа. Се уште е присутно. Се уште е присутно. Како роботи, значи читаат, а воопшто не знаат што читаат. Да ги прашуваат новинарите на пресконференции, воопшто не можат да го образложат истото, пак ќе го прочитаат истото и толку. Значи, според мене, ако го застапуваш народот, кога ќе те викнат на интервју, ќе бидеш искрен, нема што да се подготвуваш за интервју, значи го кажуваш она за кое што го застапуваш, тоа е македонскиот народ и македонските интереси. Другото е, апла се гледа дека е издиригирана. Да, затоа Ицо Најдовски Перин не дава прашања, може да се каже темата, еве како ние што одговоривме. Јас не ви дадов ни една буква. Сакам да ве прашувам тоа што сакам да ве прашувам. Сега вие сте одговорни пред јавноста, пред медиумите да давате одговори, а не да се криете. Или пак ако не сте способни, пак скријајте се некаде зад некој ќош, не излегувајте прва или први, да речем. Добро, ајде сега да се префрлиме за македонските работи. Во Македонија, оддалеку ние гледаме е доста напната, жешка состојбата. Се подготвува уште едно предавство со некој велат дека тоа ќе биде последно предавство на македонскиот народ, некој велат дека ќе се спречи. Станува збор, нели, за француско-бугарскиот договор. Некои живанка го викаат француско-македонски договор, дека тоа било договорено помеѓу
Ковачевски, премиерот на Македонија, и Османи, министерот за надворешни работи. Бугарите имале споредна работа, само давале инструкции на Франција, а договорот бил помеѓу Македонија и Франција. Па можам да се согласам со вашето мислење и со мислењето на многу медиуми и на народот, затоа што, пример, да кажам дека Пендаровски прво тврдеше дека ќе бара гаранција од Софија и Брисел дека барањето за влез на бугарите во македонскиот устав ќе биде последно, но потоа тој самиот ретирираше и рече дека ваквите гаранции би биле преседан во историјата на преговорите за пристапувањето во ЕУ. Значи, тоа значи дека македонската страна уствари се пресилува да го отвори уставот пред воопшто да почнат преговорите, и така да тука веќе они сами се негираат, значи сами се ставаат во замка, а забораваат дека луѓето, народот, македонскиот народ во Македонија и надвор слуша и сваќа дека уствари се е тоа направено позади нивни завеси и знаете, фактот дека документите, значи протоколот е протечен, документите се протечени од страна на Бугарија, а во Македонија е само молку околу тоа. Пример, пратениците во собрание добија само еден лист од договор, од протоколот, така да тоа кажува многу. Работата е што не многу луѓе го изјаснуваат тоа, значи се изразуваат јасно и гласно. Едните се од политичка гледна точка, а другите сме ние кои што цело време им го презентираме на луѓето, и тоа е голем плюс за македонскиот народ, затоа што не многу луѓе знаат како да ги сватат овие работи, па затоа сме ние тука да им го презентираме колку што можеме јасно и гласно, за да разберат дека ова веќе е завршено, позади затворени врати е завршено. Еве утре доаѓа претседателката на Европската комисија и она не доаѓа за расправа, политичка расправа во собранието, него она доаѓа да врши притисоци. Значи толку. Зборот е притисок. Она нема, јас лично мислам како македонски граѓани, дел од македонскиот народ, јас не мислам дека некој од надвор треба да доаѓа и да ни кажува на нас ние што треба да правиме, ние што сакаме, ние како да одговараме на барање. Но, нажалост, СДС, тоа го, уствари СДС, се извинувам, моја голема грешка, тоа го дозволува и многу луѓе се уште стојат позади нив, по нивни диригирања. Се надевам дека денеска и утре ќе го слушнат народот и дека нивното, тоа македонското, ќе се разработи кај нив и ќе кажат јасно и гласно не. Значи, ова што се подготвува за Македонија на вистина е последното големо, значи велепредавство. После Преспанскиот, ова е, мислам, врв, cherry on the top, како што би го рекле другите. Така да се надевам, се надевам дека нема да стигне до таму. Сакам да ве прашам, јас напишав еден Facebook пост за блокада на автопатот Атина, што е нели Скопје и Белград, односно аеродромот Петровец и Скопје. Да. Има ли такви можности да се блокира автопатот со трактори, со камиони, со коли, со вили, лопати, да се излезе, да се прават муабети луѓе да си прават на патот? Нели е тоа легално, легитимно? Легитимно е, но ситуацијата, мислам дека, тоест државата, владеачката СДС нема да го дозволи. Бидејќи имавме, значи, ситуации кога сакавме да правиме блокади и протести, па имавме ситуации кога полицијата доаѓа и не прашува, ама ова ќе биде протест или ќе биде блокада, пошто сте направиле пост на Facebook дека ќе биде блокада, а уствари во документот сте направиле
сте напишале дека ќе биде протест, значи се цепкаат за зборови, се цепкаат за работи за да се избегне таква работа. Но мислам дека ако масовно се организираме, нема да не спречи. Живанка, ако излезат таму стотина трактори и стотина камиони, не можат тие да се цепкаат. Така. Ако да, затоа реков, ако масовно... Кои се селата помеѓу Петровец? Од Петровец наваму кои други се села? Не, јас сум од Битолско, не ги знам селата. Па добро, и јас сум од јужниот крај на Македонија, ама ги има. Катланово се таму, значи има премногу села, ама ние би се организирале од цела Македонија. Значи јас мислам дека ако се покренеме, нема да биде само околината на Скопје, затоа што ова е за сега цела Македонија, не е само Скопје, значи би се кренале. А македонскиот народ е веќе му е стварно она народно кажано преку глава од газење. Например, учествувам и јас во тоа сега, наместо прашање поставувам да помогнам, па нека возат со тракторите. Нека возат по двете линии, пак не ќе биде блокиран патот Петровец и Скопје. И пак не ќе биде пораката испратена до Европската унија, до Брисел и до тие неофашисти и така натаму и во Софија. Има ли таква можност? Знам дека е кратко времето, меѓутоа еве јас сакам јавно да се испромовира тоа. Што мислите вие од левица? Значи ние застапуваме се што е во полза на народот и би сакала да кажам дека би дошло ова на дневен ред со президиумот на левица за да секако во било која можност и ако е во наша можност да го организираме онака како што треба, значи по закон да го пријавиме, јас мислам дека тоа нема да биде воопшто пречка за нас. Ние сме против, значи против со големи болдирани букви сето ова што му се случува на македонскиот народ. Така да ние би застанале позади секое добро, секоја иницијатива за доброто на македонскиот народ. Добро, сакам да ве запрашам сега, значи утре доаѓа Урсула по наше поселски, Урсула Улаата. Урсула Улаата доаѓа во Скопје да изврши силен притисок. Како се спремате сега за вечерваќе? Има ли протести? Да. Значи, можам да тврдам, бидејќи бев дел од протестите по големиот дел, македонскиот народ се организира масовно, маршрутата е иста, знаете дека пред некои 3-4 дена, ако не се лажам, имаше инцидент со пиштоли, па се смени маршрутата, но од вчера маршрутата е пак назад, е истата и ние повикуваме, значи да се пресели целата масовност пред собрание, затоа што веќе таму ќе се дешава она, ако дозволиме уствари да се случи она големото велепредавство, ќе биде пред собранието, така да ние се фокусираме да нашите пратеници, професорот Апасиев и пратеникот Крмов, они од внатре, а ние од надвор. Значи ова денеска го изјави професорот Апасиев и ние стриктно ќе стоиме позади тоа дека они од внатре, ние од надвор со сите, со последните капки сили не прифаќаме ништо вакво. Воопшто, ни по точка разно, никако, не се ни разговара. Јас не сакам да ве подпалувам, да фрлам искри на сето ова. Меѓутоа, вие сте сведок, бидејќи бевте во иселеништвото 16 години, Живанка, а меѓутоа исто така следите, бидејќи сте новинарка сте, следите дека луѓето, пратениците се тепаат во собранијата. Кај нас што правеа? Пуч. Така е. Мое искрено мислење, значи јас како новинар, фриленсинг новинар и следење на работите во странство и во Македонија,
кај нас можам да кажам дека пратениците воопшто не се расправаат за она што му треба на народот. Значи, сите оние дешавки кои што ги имавме, тие беа или изрежирани, или за фама, или да се прикрие нешто, воопшто немаше ништо за народот. Сето оно што беше, да кажеме, во полза на народот, го произлегоа, го произнесоа професорот Апасиев и пратеникот Крмов. Се друго беше само една, јас имам напишано куклен театар. Друго ништо. Значи, тоа беше само папец, играње, куклен театар, толку. Имавме пцовки, фрлање на чаши, мислам, и воопшто никакви санкции не се преземани околу тоа. А деца на протестите, кои што фрлаа јајца, воопшто немаше ништо повредено, се беше изрежирано. Кој ги испрате тие со качулките или фантомките? Дека биле дел... Тоа не е некоја си јавна тајна, ама се знае врховистичката СДС, така да само они се оние кои што не се залагаат за народот. Ние од левица и сите оние кои што излегоа на протестите, кажуваме сасвем нешто друго. Ние сме мирни. Значи, од нас немаше никој од толпата, од луѓето излезени таму против овој предлог, да го кажам. Сите си беа навива, значи, цело време тоа Македонија, никогаш северна. Немаше никаква тензија помеѓу нас. Додека тие што беа тензични работи, тие што беа изрежирани, тие беа наместени кај што требаа да бидат наместени, на мостот Скендербег, баш кога поминувавме, значи, нашата толпа. Што друго? Ова мислам Квентин Тарантино. Јас така го викам. Изрежиран... Живанка дури се пукаше и од пиштол, мислам, тоа е... Да, ние бевме доле под Скендербег мостот кога се слушна истрелот. Не знаевме што се случува и после тоа веќе добивме информации, ама ипак тоа што сакаа да го испровоцираат не го добија, затоа што се гледа, протестите се уште се таму. Луѓето мирно си протестираат. Резултатите кои што сакаат да ги постигнат они со тоа, џабе, нема никаков ефект. И фала Богу, новинарите сакаа неќа ги произнесува вистинските факти. Кои се, чии активисти, чии брат бил овој оној, мислам, штета е да се зборува за такви работи, а на нас... Не, штета треба да се знае, треба да знае јавноста, треба да знаат сите, дека знаете и вие кој ни ја крои капата. Да. Тоа сакав да напоменам, дека штетата се прави на македонскиот народ. Така, на македонскиот народ се прави штетата. Колку денови? 10 денови се поред како се... Дека 11, денеска мислам дека ако не се лажеме 12-тиот ден, луѓето се помасовно излегуваат. Значи, верувајте ми, имаме активисти во Охрид кои што се подразбира од причини не може да присуствуваат секој ден, значи следам секој ден луѓето се помасовно излегуваат, исто така во Гевгелија, во Прилеп, значи се прават напори луѓето кои што не може да стигнат до Скопје, тоа да го прават во своите градови. Излезеноста е 75% од македонците се изјаснија против. Дали ова врховистичка влада ќе го слушне и пратениците утре тоа, нажалост ќе треба да почекаме, да видиме дали ќе бидат оние последни издајници на македонскиот народ и на Македонија. Што очекувате утре да се случи со доаѓањето на Урсула Улака? Па,
Имаме информации дека и амбасадори ќе доаѓаат, значи, порано да вршат притисоци на пратеници, на наши политичари. И тоа, знаете, иде се ланчено, значи, почнува од високиот врв и после тоа иде по пратениците, по партиските членови, а се надевам дека опозицијата нема да подлегне за да во собранието добијат мнозинство и овој притисок да биде крајот на Македонија. Добро, Затоа видете, што не е, како да кажам, тоа е очигледно дека тие имаат мнозинство, просто мнозинство 62-3 пратеници. Албанските партии, кога е во прашање нивниот национален интерес, албанскиот, тие не го гледаат ни Али Ахмети, ни Зијадин Села, ни Касами, ни Петко, ни Трајко. Тие не гледаат, и пред себе си гледаат национален интерес, албански, и точка, му честитаме за тоа. Меѓутоа проблемот е кај нашите. Ако можеме наши да ги речеме овие од СДС. Па тие се застапници на нашиот македонски народ, али мислам дека само на хартија се. Другото е се диригирано. Видете, многу важно е да ми објасните, односно на слушателите да објасните. Ова дека ќе помини утре во собранието, ќе помини со просто мнозинство. Меѓутоа, преговорите не започнуваат како тие што го лажат народот, нели? Треба да се отвори уставот. Има ли можност тогаш да се Муковски да се појави повторно, ова Елизабета Камчевска, која беше, па и тие другите што таа група од 8 предавници тогаш кога го предадоа името за навек? Искрено се надевам дека нема да стигне до тоа, но ќе видиме. Останува да видиме како ќе се изрежира целава постапка, затоа што како што реков со председателот Пендаровски, уствари јас не можам да го наречам председател затоа што воопшто не застапува нас како народ. Они сакаат да го задоволат, се гледа дека сакаат да го задоволат тоа барање на Бугарија, да ги ставаат бугарите во македонскиот устав, но проблемот од тоа што нашите македонци... Во преамбулата треба да влезе. Да, така, се извинувам, но прашањето сега се префрлува на тоа зошто македонците од Пиринска Македонија во Бугарија не можат да ги уживаат истите права. И сега тука доаѓа спорот. Зошто ние да го отвараме, значи да отвараме преамбулата и уставот да ги ставиме нив, а они, Бугарија, воопшто тоа ни по точка разно кај нив не се случува. Воопшто не се воздигнува тоа прашање. Уставот им е таков. Уставот и на грците и нивниот бил таков, а нашиот бил како женски чорапи, се менувале се менува уставот секојдневно. Тоа затоа што така ни дозволи сегашната врховистичка влада. Истото го направија со Преспанскиот договор, иако народот направија референдум, иако народот беше против, пак се смени името. Се надевам нема да дојде до истото. Тоа е најголемиот страв кој што го имаме моментално. Не сакам да навлегувам подлабоко, меѓутоа ако може да откриете, да кажете што се спремате вие, што ќе превземите? Ќе превземите некои порадикални чекори или пак само ќе, ајде да не бидам и така и јас булгарен на зборовите, или само ќе се шетате по улиците на Скопје? Не, значи и тоа парадирање, знаете, ќе парадирате што ако тоа сето се заврши на еден фин начин, убав како торта во собранието на Македонија. Значи, протестите се дел од тоа да му покажеме на македонскиот народ дека утре во собрание оно што сакаат, значи со капитуланскиот протокол да го направат, дека ние ќе излеземе против, значи сите против законски аргументи кои што стојат. Значи они сакаат да го потпишат она кое што
да ги сменат нашите учебници. Значи, тоа, мислам, јас не би го дозволила. Јас ќе ги чувам ако треба историските учебници за моето дете, утре задутре кога ќе тргне на школа, нема во никаква ситуација јас нема да дозволам моето дете да учи по нови учебници, макар што се случило. Но да се надоврзам на прашањето, пратениците, значи Апасиев и Крмов се спремаат да одвнатре го имаат контрапритисок на она што господјата Урсула ќе го принесе таму за на расправата во собрание. Значи, они нема да седаат таму како другите, да климаат со главата и да дигаат зелено или црвено, него тие би излегле и би ги изнесле ставовите кај што, значи со устав, со членови, против. Тоа се би било така евидентирано, за да му се исто така докаже и на македонскиот народ и на пратениците да им се отворат очите дека она што ќе го презентира, оној притисок кој што ќе го презентира Урсула и валјда СДС, дека по устав, по закон тоа не е во ред, не треба да се случува, не треба да се дозволи. Али со двајца пратеници мислам дека рацете ни се ипак малку врзани. Така да се надеваме дека тоа ќе допре до другите пратеници, дека тоа патриотското, дека они се заштитници на народот, дека тоа ќе допре до нив и дека ќе кажат не. Па за да можеме да идеме понатаму. Јас не би сакал да бидам промотор на левица, меѓутоа се покажа на неколку пати се покажа левица, особено во Битола на отворањето на тој така наречен културен клуб Ванчо Михајлов, исто така политичар, пратеник е прв Апасиев што ги посети македонците во Пиринска Македонија, после амбасадорот Алити еднаш ги посетил и за жал сите наши амбасадори и пратеници до сега 30 години ниту еден нема стапнато во Пиринска Македонија да има контакти со македонците. Значи тоа кажува многу за тоа како нашата влада се активира, се залага за нашите иселеници. И малцинствата во сосед. Да, така е, и малцинството во соседните држави, уствари секаде во светот. Македонците ги има премногу, значи сум живеела во Лондон, во Германија, во Дубај, во Индија. Секаде сум сретнала луѓе кои што сретнале или живеат македонци таму, така да ние сме насекаде. Нажалост, мислам дека моментално нашата држава не е толку многу активирана за малцинствата и за иселениците, и затоа јас лично... Тие се откажаа, како активирана? Тие се откажаа со уставот. Уште од 90-та година, член 49 го сменаја, па сега со најновите промени во Преспанскиот договор, веќе се е испогането. Така е. Да, и затоа и јас лично се залагам за иселениците, затоа што јас знам од лично искуство што ме натера да се иселам од Македонија и сега знам што ме натера да се вратам, и мислам дека ако сите дојдеме до таков некој си заклучок, дека не викам дека сите треба да се вратиме во Македонија, тоа се знае, сите ствараме надвор од Македонија, но да не се заборават нашите корени, да не погазуваме, да не продаваме, значи не може ние цел Македонија е од древно позната како земја од Александар Македонски и така натаму, да не навлегуваме, и сега да доаѓа Бугарија и да вика на цар Самуил, ние ќе треба плакатата да ја мениме, па не знам ти што, па не знам ти како со овој француски протокол. Мислам, тоа е абсурд. Значи, јас таа историја што ја учев, чија историја е? Не може сега бугарите да дојдат и да ми кажат таа е наша. Не е ваша. Како? До кај бевте порано да се
активирате во врска со ова, него тек сега кога треба да преговараме за Европска унија, ставате вето. Значи тоа си се исценирани работи, преспанскиот ова. Нажалост, работата е тоа што треба да се освестиме, да не го дозволиме истото да се повтори, па ќе видиме. Добро. Со последната капка надеж реков ќе видиме, затоа што искрено се надевам дека ќе добиеме некој позитив аутком од сето ова. Барем да не се потпише ова, па да тераме поинаку, не поинаку, да тераме како македонци во Европска унија. Зошто? Јас вака да им порачам на Крмов и на Апасиев, некој ако ги зачека на улица со точака, ако го зачека, може Бадијала да го истепа. И никому ништо. Вака Апасиев ако се степа во собранието, барем ќе стане историска личност и никогаш нема да биде заборавен. И Крмов и Апасиев. Па гледаме ние во Јапонија се тепаат, нели, во најдемократски држави. Се тепаат во Британија, еве го истераја Борис Џонсон, да. Неговите го истераја, не го истера опозицијата. Тој има така е, да. 365 има пратеници и оние што ги поставе министри 40 му кажаја. Така, му го свртија грбот, да. Кај нас тоа не е возможно, затоа велам ние некогаш ќе излеземе на улица, па некој ќе не натепа. И Бадијала ќе го кркаме ќотек. Вака во собрание, јас да сум во собранието, Бога ми ќе се тепам. Па ќе јадам ќотек, ќе јадам. И на улица ќе јадам ќотек, и во кафана ќе јадам ќотек, и на село ќе јадам. Кај било. Вака барем ќе биде вековите овоковочено дека се борел за македонските работи, македонските интереси. Така е. Јас лично како македонка го разбирам револтот, но мислам дека ваква ситуација би била исценирана другачие, дека тоа ќе биде исценирано пример како проруска ние, така сме проруска класифицирана, па не знам ти што, па не знам ти како. И знаете, демократија сакаме да ги знаете. Јас мислам дека секој треба да си го има правото на глас. Јас не викам дека сите треба да бидат левица, ДПМН, СДС и така натаму и така натаму. Значи во ред е ти да го имаш твоето различно размислување и да се класифицираш на другото, национално е единствено. Али да. Значи малку треба да се свестиме дека вака не може. Отидовме со преспанскиот, отидовме, пак имаше, како да кажам, луѓето беа изреволтирани, но мислам дека ова треба да биде последно. Значи револтот треба да се покаже денес и утре и мислам дека ако веќе се освестат пратениците, дека работат за македонското, за македонските работи, за македонската историја, за македонскиот народ, мислам дека тогаш, да, во ред, ќе извојуваме победа за нас и за идните генерации, и за Македонија како држава, иначе ние сме погазени, по Википедија ни ги зедоја и Кочораци, ни Гоце Делчев, се веќе пишува дека се бугарин, значи треба да се активираме на секое поле она што е наше да го зачуваме. Наше, не може ти од 41-ва да викаш дека било бугарско. Не, јас се извинувам, јас сум многу млада, ама историјата ја што ја учев е таа. Не може мене сега да дојде некој во 2022 да ми ја променува мојата историја. Не, во никој случај, не се согласувам. Се надевам ова ќе допре до луѓето кои што размислуваат или се издиктирани да размислуваат другачи и ќе се изјаснат за народот. За себе си. Добро. Сметам тука дека имаме 40 минути. Направивме едно добро интервју, ви благодарам што се одваживте. Благодарам и на вас. Да ни бидете гостинка на нашата радиопрограма, а исто така и на социјалните мрежи. И како што рековме, се надеваме дека ова ќе стигне до македонците, до македонскиот народ и дека ќе си ја одбраниме Македонија и еднаш во поново време треба да кажеме не како генерација кои
ја водиме државата. Ви благодарам, Така е. Живанка. Ви благодарам и на вас за поканата. Секое добро, па да се видиме за убави вести следниот пат. Така, ајде, пријатно слушање. Пријатно.